Компанијата Airlift Service, која неделава објави дека станала редовен авиопревозник, допрва треба да бара дозвола за овој статус од властите во земјите во кои ќе лета. Од Агенцијата за цивилно воздухопловство велат дека и европската и македонската регулатива налага Airlift да се обрати до воздухопловната власт во секоја земја одделно во која планира летови. Се додека не ги добие овие одобренија, компанијата оперира како чартер, објаснуваат во АЦВ. Од компанијата, собственост на туроператорот SkyWings, нема одговор на прашањето дали и во кои земји побарале ваква дозвола. 50 патници на летот за Диселдорф вчера останаа во Скопје, откако се расипа единствениот авион на Airlift Service. Нервозните патници коментираат дека им се повторуваат сценаријата и несериозните ситуации од минатото со домашните авиокомпании. Требаше да полетаме во 12:30, уште е одложен. Презакажавме, ние сега ќе летаме во 6:30 за Цирих, па од Цирих со воз за Дизелдорф. Треба да чекаме у петок се бајле да одеме со истата компанија, али више чим еднашка те зезнат, више вториот пат нема шанси со истата компанија. Авион позајмен заедно со посада од Бугарија денеска ги изврши 3 лета на Airlift кон Цирих, Рим и Истанбул. Првите луѓе на Airlift Service и SkyWings веќе 2 дена се недостапни да објаснат кога и дали ќе биде поправен единствениот авион што го имаат.